Откако зачестија реакциите на граѓаните заради нефункционалните садови за отпад поставени пред индивидуалните домови, Општина Струмица ќе набави 8500 пластични корпи за складирање на семејниот отпад. Тие на физичките лица ќе им бидат доделени бесплатно. Ова го најави првиот човек на комуналец Зоран Ѓорѓиев, кој истакна дека се чека одлука на Советот. Веќе е завршена набавката и се доставени кантите. Имamo обезбедено 8500 канти, пластични, зелени, овие што ги викаме, од 120 литри. Тоа е планирано не него за секое домаќинство во општина Струмица. Во општина Струмица зборам, што значи дека тоа и во градот и во населените места кај што собираме смет. Плюс на одделни мали дуќани, канцеларии, ординации и така натаму. Очекуваме да тоа се случи во скорен период, затоа што треба да се донесе одлука на Советот на општина Струмица за донирање или како се вика таму точно, нели према законите кои што треба да ги за да се дадат на домаќинства. За набавка на садовите за складирање на семејниот отпад, јавното предпријатие Комунале со општината потроши околу 8 милиони денари. Освен во градот, пластични корпи ќе бидат доделени на домаќинства низ населените места. Садовите за отпад поставени пред индивидуалните домови во Струмица се стари по 30 на години. Најголемиот дел од нив се испокршени и нефункционални, заради што струмичани од општинските власти бараа набавка на нови за складирање на семејниот отпад. И општините од југоистокот периодов дадоа акцент на набавка на садови за складирање на отпад. Во Василево преку UNDP набавени беа 100 метални контейнери кои ќе бидат поставени на фреквентните места. Со тоа што преку поставување на контейнерите, кои се со поголем волумен, ќе создадат услови за собирање на смет на јавните површини, односно онаму каде што собирањето на смет не е опфатено. Се надеваме дека целта ќе биде постигната, па отпадот ќе завршува таму каде што треба, а не на дивите депонии и просторот околу нас, со што сите заедно ќе придонесеме за почиста и поздрава животна средина. Рак рана за 10 општини од југоистокот и понатаму е немањето регионална депонија. Се согласија овој проект да го отстапат на владата, за да најде модел и начин како да ја изгради регионалната депонија Шапкар кај селото Добрашинци, општина Василево.